Добро вечер. Протестите белег на кризата. Во предизборието на улица боите на шарените. Во постизборието црвено-жолтата боја. Од кого и од што е во опасност Македонија? Зошто албанската платформа стана прашање на опстанок на државата? Кој што брани, а што поддржува? Федерализација или декриминализација? Ова се само дел од темите во вечерашната топ тема. Почнуваме веднаш. Добро вечер уште еднаш. Македонија и натаму во неизвестност околу разрешницата на политичката криза, разрешница која што требаше да ја донесат изборите, но се чини влегуваме во нова неизвестност, со нови протести, а овој пат со нов предзнак. Темите ги слушнавте на почетокот, а вечерва мои гости за сите овие дилеми се Борис Дамовски, иницијатор на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Другите титули нема да ви ги набројувам порано, бидејќи слушнав во една емисија рековте пред се само македонец. Ти благодарам што запамети. Богдан Илиевски, исто така еден од иницијаторите на иницијативата за заедничка Македонија. Добро вечер и за вас. Павле Богоевски, порано еден од предводниците на шарената револуција, сега пратеник на листата на СДСМ како представник на шарената револуција. Како дел од коалицијата со граѓани. И Бојан Маричич од порано невладината Македонски центар за европско образование, сега think tank Eurothink. Добро вечер и добро дојдовте за вас. Дамовски би почнал со вас, бидејќи доаѓате директно од протестите. 6 или 7 ден, зависно како ќе се смета хепенингот во саботата. Ние известуваме редовно за секој ден. Не спорам за вас. Кој како? Добро. Рековте во еден од неколкуте настапи и говори досега, ова е последна шанса за Македонија. Зашто? За нашите барања, што секојдневно ги кажуваме. Последна шанса да одбраниме долгогодишна и упорна акција да го смениме идентитетот, името и полека фейд аут да направиме од лицето на земјата. Зошто сметате дека тоа сега кулминира? Затоа што сметаат лошите прогнозери дека ситуацијата беше зрела. Ова не е криза од пред 2 години кога почна протестите. Ова е долгогодишно малтретирање на овој народ од страна на меѓународната заедница. Илиевски, дел од барањата се не за платформата, против двојазичноста, одбрана на унитарноста, нови избори, македонска платформа. Зошто за платформата се протестира сега, а не кога се појави? Прво не за платформата, туку е не за платформата создадена во Тирана под покровителство на Еди Рама, бидејќи тоа било единственото место каде што можеле да седнат политички партии од Македонија на едно место да седнат начи, како што ние седиме тука вечерва. Ако е странска држава единственото место каде што може да седнат 4 партии од Македонија, тогаш ние имаме сериозен проблем. Затоа не за платформата, затоа што зошто не се протестирало, не знам кога, на 8 јануар, сега бидејќи сега најголемата опозицијска партија во Македонија ја легитимираше платформата, кажа дека има позитивен аспект кон таа платформа, која што е многу спорна, исклучително спорна, и затоа сега на улица. Но платформата беше тема на дебата и кога друга партија, односно ВМРО ДПМН преговараше со ДУИ. Ако смеам, Боби, од каде се тие се инсинуации дека ВМРО ДПМН се договарало за нешто по платформата? На крајот денот ВМРО ДПМН не направи договор со ДУИ и може јас па да тврдам дека е токму ради па платформата, дека не сакале да се качат на таа платформа на која што сега се сака да се качи некој друг. Не само на неа, туку и на грбот на сите луѓе кои што
секој ден излегуваат на улица. Вечерва бевме во 21 град низ цела Македонија и можам без тоа да звучи смешно или не знам. Го немаше тоа во нивното соопштение на 30-ти, кога не успеа да формираат влада, едноставно немаше ниту збор, едноставно се зборуваше само за тоа дека не успеавме да формираме влада со ДУИ-па. Од тука, а и реално да останат сомнежите за што се преговарало, бидејќи платформата постои од цели. Тие сомнежи би апелирал упатил да како новинар ги истражите и ги решите на адреса на официјална адреса на ВМРО ДПМН. Граѓаните кои што се сега на улица не го представуваат ниту ВМРО ДПМН, ниту СДСМ, ниту било која друга партија, туку се граѓани кои што се загрижени за состојбата во која што се наоѓа во Македонија и за траекторијата на која што Македонија сака да некој да ја стави. А тоа е траекторија која што ако се качиме на таа платформа еден ден ќе заврши сосема сигурно, без никакви двојби, со промена на изгледот на државата, каква што сега ја гледаме и државата во која што не знам. Мене ми е доста комотно, фино и убаво, сум толерантен човек, сум космополит, имам милиарда пријатели, не само албанци, турци, да не ги редам таксативно сите за да бидам коректен. Едноставно, оваа Македонија, каква што ја знаеме, ќе се измени. Точно е дека ова последна шанса за одбрана на Република Македонија, каква што ја гледаме сега. Друга шанса нема да имаме. Нема да имаме, не барем на начин, како сега, излегуваме миролюбиво и бараме мнозинството македонци да не бидат игнорирани од кроењето на планови за иднината на оваа земја. Толку е едноставно, мислам, јас сум стварно револтиран и помалку шокиран, бидејќи за овие работи треба да се објаснуваме надолго и на широко. Овдека се навистина работите црно-бели. Сигурен сум дека имате аргументи дека не се црно-бели, сакам да зборуваме за нив. За мене се ќе ги разговараме сите аргументи. Богоевски, што од она што беше како идеја на водилка на шарената револуција се деградира со она што сега се преговори за формирање на влада кои што се во тек и условно прифаќање или не прифаќање на таа платформа? Според мене, ништо од тоа што беше идеја на шарената револуција не се деградира со процесите кои што се одвиваат по изборите. И што се однесе до самата платформа. Значи, на сам почеток и поради ова не се согласувам со тоа што го каже господин Дановски, не согласувам со ништо со тоа што го каже Боби, со исклучок на една работа. Спомнат дека се изреволтира. Тога би сакал да расчистам една работа на самиот почеток во однос на мојот став кон целата работа. Значи, да, јас доаѓам од Шарената револуција, како што кажавте, сега сум пратеник во Собрание на Република Македонија. И морам да признам, Боби, дека на почеток кога се собравте и кога одлучивте да ја браните Македонија во име на тоа што јас го сметам дека е заштита на криминал, бев изреволтиран, бев изнервиран и најискрено си реков што сакаат сега овие. И тоа како проаѓаше времето? Како вие продолживте да изнесувате тоа што вие го сметате за аргументи? И јас сватив дека имаме сериозен проблем и дека вие реално верувате дека Македонија не е под закон. И поради тоа сватив дека не сме да се потцени целта на вашето протестирање. Значи, нема ништо лошо во тоа да се сака Македонија. Нема ништо лошо во тоа да се брани Македонија. Меѓутоа, јас овде дојдов вечер да кажам дека нит Македонија се брани како што тоа го правите вие, ниту заканите кои што ги презентирате реално постојат. Дека има други институционални начини да се справиме со кои се тие закани, Пајо? Кои се заканите? Ајде да ги дефинираме. Отварање па после би легле во... Да го слушаме и Бојан, па потоа ќе ви обозначам. Не земав пенкала и вакво харти да запишуваме. Можам да ви дадам јас листата сега. Не, да разговараме на памет. Не, Маричичка, вашиот коментар. Па јас не се согласувам, но за 2-3 работи се согласувам и со Дамовски и со Илиевски. Прво, дека е ова навистина криза која што не трае во последните 2 години, трае многу подолго, најмалку 10 години, а нејзината радикална фаза е во последните 5-6 години од кога почна репресивната фаза на власта на ВМРО ДПМН. Значи од затварањето на еден случај од Мартин Нешковски, апсењето на Љубе Бошковски, па навака. Значи сето ова би било во ред ако денеска почнува проблемот или после изборите почнува проблемот. Меѓутоа не имавме една генеза на кризата од повеќе години, каде што имавме тотално нарушување на Македонија по сите основи и на нејзините институции
и на сето она што функционираше или на некој начин функционира уништување на човекови слободи и права и така натаму. Сето тоа излезе на површина со шарената револуција и со објавените разговори, за да после изборите, после пропаднатите преговори за влада меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ се отвори прашањето за платформата. Јас тука не сум да бранам платформата, напротив, мислам дека има доста проблематични точки за кои што треба да се разговара и дискутира. Меѓутоа, далеку од тоа дека второто околу што се согласувам дека ова последна шанса, меѓутоа не за заштита на Македонија, туку за одбрана на режимот на Груевски. Навистина е последна шанса и затоа е толку дигната атмосферата, која што произведува и лични напади, плюкања, застрашувања, секој ден на социјалните мрежи, веќе нема крај. И третата работа, навистина се согласувам дека е црно-бела работата. Или Груевски или Македонија. Мислам дека нема дилеми дали понатаму ќе успеат, или ќе успее Груевски или ќе успее Македонија, трето нема. Дамаски, тоа е дилемата Груевски или Македонија или? Не, ако сето ова за кое зборуваат е вистина, тогаш имаме два избора. Албанија или Албанија. Да не се лажеме. Ве молам, ајде да ја почнеме ситуацијава да разгледаме историски. Сметам дека историските движења се клучни во разбирањето на сегашноста. Ако ние не сме способни да ги анализираме сите тие потези што меѓународната заедница од осамостојувањето до денеска, нашиот транзиционен период кој што остави длабоки траги во порозноста на безбедносната структура на Македонија, а како што знаеме, безбедносните сили се еден од столбовите на државноста. Неизвршувањето на чиста и јасна лустрација како тоа што се направи во чесните постсоцијалистички земји, ние сме сито и решето изложени на ветрометина на тие служби. И за среќа дојде Груевски и го илустрираше Славко Јанев. Сосета почет, господине. Вака, се согласувам за среќа дојде Заев и се сликаше со селфи. Мислам, сериозно, ако доста вртиме внимание кон историја на сметка на иднината. Мене ме интересира утре каде ќе биде Македонија. Не ме интересира каде била ме интересира каде била пред 200 години, но не по цена на иднината. Мене ме интересира зошто ти што се бореше против режим. Добре. Сега си пресреќен да коалицира со албанскиот дел од режимот, ако тоа било режим како што ти го нарекуваш. Како е Веднаш. Ајде веднаш ќе ти одговорам. Прво, во ниеден момент не сум бил пресреќен да се разбереме за таа работа, туку тоа е прифатено како нужност. Втора работа, за среќа, секунда, ако може да се доврши. За среќа, исто прашање ми беше неколку пати поставено во кампањата предизборна и за среќа има можност тоа што го кажав тогаш да продолжам да го спроведувам сега. Јас кажав многу јасно и гласно. Јас немам проблем да коалицирам со нито еден политички субјект. Не ДУИ и ВМРО беа спомнати во контекстот. Се додека се исполнети два услови. Во таа власт да нема ни еден што е осомничен за дело на злоупотреба на власт од СЈО и таа власт да има јасна реформска агенда, да се насочи на засилување на механизмите за контрола и надзор над власта. Значи не е проблемот со ВМРО, проблемот е со политиката на Груевски. Не е точно. Не е точно. Груевски имаше 2 години шанси да действува реформски од позиција на власт. Тој не само што не действуваше, тој го блокираше да коалицира со ВМРО ДПМН. Јас не го измислив тоа. Не е точно. Значи го знам Вординго дословно, следам медиумот. Со сите освен со ВМРО ДПМН. Јас ќе се потрудам да најдам мојата изјава пред кампањата и да ја својата изјава, ама сега ти зборам за зборовите на лидерот на опозицијата. Да коалицира со еден од креаторите на платформата со кој што преговараше до 29 јануари. Јас не сум адвокат Бојан, господине Маричич, како сакаш седно. Ако повеќе така. Може и по име, не ми е проблем. Не сум јас тука да го бранам Никола Груевски или не знам било кој. Ние сме тука дојдени директно од улица, без да давам дополнителна драматургија на моментот. Без да давам. Ама извини, Боби, сега тоа е реалност. Без да давам. Реалноста е дека на улица има, мислам дека ќе примениме друга тактика во разговоров. Ако има вакви подметнувања. Не, сега ако сме тука како го ценам твоето искуство, адвокатите на Никола Груевски на ВМРО ДПМН може да завршиме одма со разговор. Ако разговараме за концептите, шарена револуција и така натака, онда ајде да разговараме. Цеваници. Ајде за концептите добро е да поразговараме. Супер, фала многу.
Мислам дека сме затоа тука. Извини Боби што не ти дадовме Не, збор. што се ме верете, јас напротив сакам да дебатирате за сето она што се испречува како нејаснотија и еве го првото прашање и првиот столб би било бараме од партиите, тоа е вашето трето барање, од тоа ќе почнам. Бараме? Од партиите, а Од кои партии? од ДПМН и СДСМ, се извинувам, дозволете, да не попуштат да се гласа во собранието законот за двојазична Македонија, затоа што тоа ќе биде вовед во редефинирање на Македонија. Точно така. Македонија веќе има таков закон, изгласан е 2008 година, што е она поразлично сега, закон за службена употреба на Да, има закон во рамки на локална самоуправа. Зарем ова не е толку пати издискутирано од сите страни ставени аргументите. Има едно толкување на изјавите и на тој закон, има и друго толкување. Ние не сме правници, луѓе. Богдан и ја од 2008 се знаеме, кога беше самитот во НАТО. Точно. Така? Точно така. Покренавме тогаш иницијатива за непромена на името. Точно така. 2008 година имаше два протести, еден Ги кренавме 25.000 души, ги кренавме на пела. Don't you fear me кампањата што беше? Не, таа е спонзорирана. Не признаваме спонзорирање. него А вас никој не ве спонзорира. Мо? Се уште никој не ве спонзорира. Ајде едно по Се едно плашат сега. луѓето. Знаеш, уште нема влада. Не навлегувам. Ќе дојдеме и до тоа прашање. Зошто да спинуваме една сериозна, како да ви кажам, базична потреба на припадник на еден народ да си го чува идентитетот. Промената на името, за мене, барем вие знаете, јас сум на... Завршете, молку Не, ви не, сакам Да, да кажам. промената на името, за мене, представува велепредоство. Се Се согласувам целосно. согласуваме исто. Целосно Океј. се согласувам со вас. Затоа Промена на името не може да изведе никој. Сите партии се едногласни дека тоа ќе оди на референдум. Референдум. Нарушување на унитарноста Сите исто партии? така. Да. Не, Барем според тоа што декларативно го имаше ренило во изјавите од левицата. Па што ќе ни е ова од една беневолентност и таква ноншалантниција кон односот има Би сакал ако може од да левата страна од експерти, стручњаци, повикани, неповикани, само создадени, само октроирани. Ама зошто е тема промената на името? Кој воопшто зборува Зошто за е тоа па- денеска? Да, би сакал ако може Кој да воопшто едно- за тоа Веројатно, не е? Што? Не е точното. Бојан. Кој е? Каде? Кој зборува за дури ни во платформата не се Бојан, спомнува? еј, ни во Ја платформата. тебе да ти изигравам Google сега, Могерини. Во платформата. Која платформа? Во платформата Платформата стои вели за точка. брзана ЕУ и НАТО интеграција. Се разбира, И тоа за вие што го подразбира потпишувате тоа? како Наметнувате потпишувате. теми Ако кои може, не се ако може да актуелни. расчистиме неколку работи. Океј, што подразбира Прво, ЕУ и во НАТО однос на интеграцијата? содржината на платформата. Една работа мора да биде јасна. Спомна преска била направена тиранска платформа. Мислам дека има еволуција на тоа како Центарот за комуникација на ВМРО ДПМН и како вашето движење ја условува тоа што денеска го нарекувате тиранска платформа. Рековте платформа направена во друга Како е, држава. Драчка? Ако се сеќавам правилно, Београд. текстот на платформата и содржината заедно на лазански платформата нема. и содржината на платформата произлезе по средбата што тие партии ја имаа во Александар Палас. Но исто така, никој не може да негира дека претходно се сретнаа со претседателот на Република Албанија и дека имаа средби со високи функционери на Косово. Тоа никој не може да го негира. Тоа што јас би го посветил вниманието, да не се секираме каде е направена платформата, да се секираме за тоа што пишува во таа платформа. Тоа е едната работа која што ја отворивте како прашање и тука би сакал да потенцирам една работа. Значи, тоа е платформа на 3 или 4 политички партии со етнички предзнак. Таа платформа е нивниот став во преговорите за мандат, во преговорите за влада, односно нивен став, нивна програма за парламентарен настав. Тоа треба да помине низ собрани. Добро. Значи, мене ако нешто не ми се допаѓа во платформата, нема жива сила што можеме натера да гласам. И тука е главниот проблем. Тоа е добро, Вие тоа ме почнавте, вие почнавте да браните нешто без опасност да биде готова. Значи едно е тоа што од преска се зборува. Зошто сега браните? Сега најдовте после 10 години владење на ВМРО да браните унитарност, забрана за двојазичност и Не, така па, секунда да, 9 години. Молам да довршам поентата. На втората година, Значи владењето сега на најдовте ВМРО да го правевме браните. тоа. Значи едно е тоа зошто сега ви текна. А друго е зошто избрзувате. Зошто сега ни текна? Секунда само ако можете, Добро, А друго е зошто избрзувате. Председателот Иванов презема чекор кој што е отворено противуставен во насока на наводно бранење на унитарноста на Македонија, нејзините интереси и така натаму.
Ние сме демократска држава, барем формално. Во демократска држава има демократски механизми. Ако вие, како движење, како индивидуални граѓани, како политичка партија или како било што, сметате дека собранието утре носи закон или политика која што не е уставна, еве ви го Уставен суд. Тоа е механизмот во демократијата. Па и ти го имаш уставен суд, и ти го имаш уставен суд кога искочи на улица. Ние уставни механизми ги поминавме. Кои сите уставни механизми? Ја поминавте триумфална, го поминавте тоа е собрание со бои. Тоа е разликата. Тоа е разликата помеѓу шарената и црната револуција. Ние насилниот уставно право за мирен насилен отпор 40 полицајци се потребивме како последно средство. Како насилен отпор? Господине братениче, 2 години беше на улица. 2 години пречеше во собрање, 2 години иритираше. И сега, за овие 8 дена, ти нас ни префрлаш. И тоа како ќе ви префрлам? Имаме поише крвави новинари, имаме поише претепани деца, имаме поише приселени ученици бидат на протести. Него 3 месеци протестирање на шарена револуција. Или република пак ја скрши. Никому ништо не оспорува, мислам дека ги заменувате тезите. Треба се Јас би ме прашал дали се ова протести за укинување на демократијата во Македонија? Дојдовме од протести. Честит. Океј. Гласот ни е навежбан. 2 зарекнувања пројдов. Ако се надвикуваме, да. И ако се понашаме како да сме на претевничка. Исто така јас го почитувам вашето искуство. Благодарам за затоа што напишав едно хаику за претениците кога си го земаа правото заштитени со превезот на својата недопирливост. Тоа на говорница, не е во емисија. На говорница, на говорница. Па се што искажува. Се уште не си пратени. Сум технички, има тоа е најмалку битно. Повелете, господин Адамовски. Се надевам дека нема да не верувам. Тешко. Ке види, повелете поентата која беше. Не е поентата мојот пратенички мандат. Поентата се многу позначени. Како не е поентата вашиот пратенички мандат? Не е поентата, поентата се многу позначени. Унитарност на Македонија, двојазичност, нели тоа го браните? Ајде за тоа да разговараме. Ајде да разговараме за тоа. Ајде, што е унитарност? Кажи ми, во уставот кој вика Република Македонија. Мотивите зошто дојдов е да видам пратеник. Богоевски, ајде да молам еден со еден само да разговарате. Сте виделе пратеници, зарем нема пратеници на Бојане. Бојане, сум видел пратеници. Не се УЕФ-ова тоа. Така, да се расправаме. Кој што ќе влезе во коалиција со ѓаволот. Во коалиција со председател на една партија, како беше оној што беше избран во Струга благодарејќи на албански Зијадин Села, благодарејќи дека пред 100 години немало македонци. Благодарејќи на новата територијална подолба, спроведена исто така од бившата комунистичка партија, во која што влегува во коалиција новиот пратеник, дека македонците како рече? Пред 100 години дека македонците не фигурирале на пописот на население. Ако треба да преведам, според мене тоа значи едно, Пајо би кажал дека тоа не значи дека не постои, дека само не фигурирали. Да се вратиме на равенството кое што вие го поставувавте, а не го објаснивте. Значи, закон за двојазичност, вовед во редефинирање на државата и промена на закон за двојазичност името. Во тиранската платформа. Таа не е Александар Паласовска, туку е тиранска платформа. Последниве 3 дена. Не, пред тоа беше се албанска, пред тоа беше нивната, мислам дека има еволуција по дати како ги види. Влеземе во семантичко објаснување. Платформата направена во просторија на албанска официјална лице во која има карта на голема Албанија. Може ли така да ја наречеме? Ти си еден од ретките кои толку ги добро ги прошол. Ако беше прифатена влада, ќе имаше ВМРО. Немаше ресурите на Канвас, тоа е неверојатно. Ти се водошевно. Прифатено, добро, се ги кажам прифатено. Ти си еден од најдобрите ученици на Канвас. И добро го правиш тоа. Добро го правиш. Благодарам, господин Адамовски. Нема на што. Ја ти се водушевувам на волјата, а и ти се водушевувам на... Може. 11 втори 2017 година Груевски излегува во јавност и вели дека за СЈО е разговарано само еден ден, останати 19 дена што е разговарано. За јазикот. Понатаму, Тодоров вика дека СЈО не било пречка за никаков договор со Ахмети на 3.3. Веднаш било договорено дека тоа нема да се испочитува, се останато ќе се испочитува, за да и во Наталевска неколку минути пред да падне одлуката од ДУИ дека нема да прават влада, додека водеше вестиот јасно и гласно изјави дека платформата е прифатена, па после тоа се повлекува. Само ве молам, пазете на телефонот, Ивановиќ брзо реагира на оваа тема.
Тоа е едната работа. Исто така мислам дека имаше честитање и од една странска политичка партија, но тоа е нешто сосема друго. Во повеќе наврати беше кажано дека и наративата која што ја користите, зошто не ја велевте тиранска платформа доека Кој ја користите тие пречи? велевте? Чекај Ама што ти пречи тебе тиранска платформа? Платформата на Дуи. Не ти пречи вака да се преговара за промена на името за една платформа вако. Како не ти е срам? Платформата извадена 2 дена пред доделување на мандатот. Тиранска ли е или не? Зошто тогаш Дали не е тиранска или не, бе, брат? Тоа е платформа на албанските политички партии во Македонија. Која е направена во Тирана? Под катата на голема Албанија. На која е предходеше посета на висок ција. Доста зборувате Тирана. Ајде да зборуваме за прашањата и како тие се однесуваат за Македонија. Добро бе, драч. Не е значено каде е направена. Значено е што Многу е содржи. значено каде е направена и што содржи. Брани, шефе. Ама многу е значено. Што содржи? Кажи што содржи. Кажи, седо ти се што ги содржи. Кажи. И како тоа е закана за унитарноста, како тоа е закана за... Господин пратеник, политичарски, прочитај човече, ке Значи јас прочитав, кажете ми која Немам точка намера јас да учествувам во твоето дообразование. Немам намера. Завршете Нити во некој вашето друг. политичко образование пред да водите движење. Моето политичко- После идеме на моето. Само што рековте дека не ги знаете Не, правните пошто ме аспекти. прашувате, Ако водите пошто ме политичко прашувате, движење, ја ќе се информирате, господине Адамовски. А Јас не да се оградив презентирате од пропаганда моето во политичко телевизија која знаење и нема од моето основа право. со Јас се реалноста. оградив. Ова сега канвас. Вие сте пратеник, против вие KGB имате или што одговорност треба? за се. Не ти кажеш дека водиш политичко движење, води рачун. Политичко движење? политичко добро, движење. Ја не волам, ја би сакал Не, да се не реков навратам на партијско. суштината Кажи тоа, на вистина? проблемот. На вистина го кажете. Бојан, Мислам, јас би сакал да го... движење. Па, Слушај, зарем немате политички вакви барања. жарени спинови нема да дојдат. Боби, ти треба се штука Мојке, или бе, не? може ли, Ако да нема потреба, почнеме кажи. да Ево, поедем? Пајо Не, нека се едно не. по едно На прашање. средина, Не, се додека Едно вако. по едно Поше прашање. дозволувате, господинот Едно пратеник. по едно прашање. повелете господине Етикетира Адамовски. како стигне. Да, јас ќе ти бидам тебе модератор. Ние манипулирате и Ве лажете. молам јас господине сум Богоевски. победен Ве молам господине Повелете, Богоевски. господине. Повелете господине Адамовски. Бидејќи ево да држам Повелете, баланс на го. модераторство на масата. Дали Не може ја знам кај да застанавме, дали било во Тирана или пред Тирана 20 км направена Што платформа. е проблемот? Без да зборуваме што имам на живот. Јас ќе ме вратам на прашањето, а моето прашање беше каде вие каде го гледате и како го објаснувате равенството. Закон за двојазичност кој што постои, вовед во редефинирање на Боби, Македонија, ако не го- именување на Боби, Остав. извини, Објаснете ми го, извини. можеби и мене не ми е јасно. Извини, знаеш колку може си би, заморен со тоа? Зарем Зашто тоа не е... Па заморен си човече, тоа има Нешто малку... нема јасно логика. те молам. Нема Како? никаква Не, логика. не, како е зашто има има малку унитарност во објаснување. Што е Ако се правиме Што е сега... унитарност, господине Адамовски? Не, Кажете ми сега што е извинувам, унитарност. сега нека одговори на моето прашање, бидејќи Повелете господине Адамовски, дека е одговорете на заморно прашањето. да се одговара. Заморно. Зошто е заморно кога е тоа? Па тоа е третиот столб на вашето барање. И еве има граѓани кои што не ве разбираат, веројатно. Има граѓани кои Има граѓани на улица не разбираат, убаво се разбираме. Смее ли да знаеме не се што разбираме бараме. на некоја точка без да се Без стрбиме да или влегуваме во А што е детали. проблем да објасните сега? И Кому? да одговорите на ова прашање. Еве мене и на тие што не гледаат вечерва. Добро. Каде го гледате Молим равенството те, на господине Адамовски, закон за од 2004 двојавичност? може ли? Од 2004 да почнеме. Да, од 2004. Ајде, Каде го гледате проблемот и Види. промена на Или од на Тетово во 70 години да почнеме? Не, од Каде го 97 гледате и проблемот? педагошкиот Јас ви факултет, од таму познавам, да од почнеме. Почнете најубаво. Не, Не, добро, не, кажи може ми каде Петровски. смееме да почнеме па да почнеме. Не, 903-та, Што ви интересира, кажи? Не, најубаво е бидејќи се повикуваат на 4 Илиндена, прашање, најубаво е еве, првиот почнете- Илинден да почне. Да, еден по Па да еден. видиме која е разликата од првиот Илинден, И- кој што ги опфаќа сите, И и Бојан така и Павле се наречениот извинува. четврт Илинден, Се извинува. кој што ги опфаќа само привилегираните Македонци. Навистина. Овие протести ги раслојуваат и Тоа е ноторна лага. македонците, а камо ли Четвртиот другите. ден се вика за заедничка Македонија. Која Никого, заедничка Македонија? Онаа Македонија Наша, бре, заедничка Бојане, на наша. сите Па не граѓани може што да Боја, биде живеат Боја, заедничка. за сите Не може да биде етничитети тука што заедничка живеат. зашто праќате ќосиња да ги плюкаат луѓето во Кој лице. праќа? Крајст. Не може да Еј, биде чекај, Вака ли чекај, сакаш чекај. да збориме? Чекај. Се- Кој Вака праќа? ли сакаш да збориме? Чекај, брат. Вака ли Кој да збориме? праќа? Какви Степан ќосиња беа праќате? новинари на вториот ден од протест. Какви абе за Од нај- Кој Човече, праќа? Дали сте Ти сериозни? директно мене ми се обраќаш. Ало, Дали сте сериозни? нормален, бре. атмосфера во Какви која на ќосиња праќате за што Дали збориш? може Дали може да Јас ве молам за Ај, малку овако, коректност, бидејќи сепак постави Боби, прашање. Боби, еве, коректно сме бидејќи- праќале Коректно сме, ќосиња. ќосиња сме праќале. Кој си бре ти Не човек? дојдовме на острел овдека. Какви ќосиња сме праќале? Океј, Браќите секунда му- ако може. Кој праќаме бе? Ако може. Зашто не го осудивте тоа? Кој не го осуди? Кој напаѓа сега лични Ало, подсебаница, читаш ли ти господине нешто, бре? Адамовски? Кој напаѓа лични Го подсебаница? осудивте ли ве молам? Читаш ли ти нешто? Што осудивте на Пајо, собранието? праќам Дали ти Ќосиња.
видиш нешто. Учесниците на вашите Општествен работник си објавуваат видеата кај што го плюкаат Бојан Јовановски во лице, бе, Ја ли го не ги објавувате вие учесници? Не спинуве, тога. Знам дека е ова дебело спонзорирана емисија, пишува на одјавна шпица, им се гледаат парите, ко банкнота у кафанска певајка у гради, ама стварно ова, не сум дошол. Тука еден спонзориран... Какви навреди Боби Ќосиња сме праќали. Вас спонзорирани имали Волите да се објасните. Па и на вашата емисија пишува. Пример, мене, Боби, ако може, што пишува на мојата направите истата стапица. Бојан секунда, ќе те прекинам. Чекај бре, кој праќал? Господине Дамовски, ве Кој молам. праќал? Павле, само прво да расчистиме. Повторно направите истата стапица. За Да се смирите. Објасните ми за каната на унитарност. Господине Дамовски, може ли Ве да молам да се смирите и без Од унитарност. Може вако, ти си ми звонил мене 2004 на телефон да ми се закажа. Никош не си ми звонил. А може би си бил ти. Јас ќе ти објаснам за каната по унитарност. Долгорочно нема никаква стапица. Долгорочно гледано, значи историјата на Македонија кој не ја знае нека си ја прочита и нека ја научи. Контекстот во кој што живееме исто така. Македонија Дијаме време за одговор. Добро, господине Трајко Велјански. Благодарам се вика Новош. Благодарам. Ако Македонија сега стане бинационална држава, а тенденцијата е да стане бинационална, не моја, него твоја и на твоите потенцијални коалициони. Повторно лажи. Извини. Лажеш, Чекај, се извинувам. Ве молам На еден вашите по еден да коалициони партнери. Тоа е моето толкување сега, лажеш. Можам ја на сега Јас да го лажеш. разбирам според моје мислење, вие браните криминал, не велам вие браните криминал. Лажеш, Богдане, повели продаж. Според моје мислење, па јо, ако Македонија проложи на овој пат, на оваа траекторија, ако Македонија ги игнорира, например, сите други малцинства, тоа не е Македонија која што се фалиме сите декларативно. Сите декларативно. Јао, Бојане, каква... Ви само Ве молам без дофрлање и да се сослушаме да почнеме едно конкретно прашање. Куманово пак да ви се деси, сака се за тоа збориме. За тоа да збориме. За тоа ли сакаш да збориш? На кој начин ми сакаш да збориш? Дај бе, не ме дриблај жити ме. Чисто Дали може да го фатиме делот, пошто тука да не се согласувам со Вакви Бојан. полупроизводи не дозволувам да ме Морам да признам дека вакви фабрикувани Боли револуционери знам како е на терен со протести, значи политичката страна, црнена страна со Ти ми обарање. збори за политика брат цело време. Јас ти зборам за суштина. Како е Македонија во ризик од губење на унитарноста? Може ли ја довршам? Да. Ако Македонија стане бинационална држава, тоа е крај на Македонија како што изгледа сега. Не ли беше идејата граѓаните да имаат повеќе пари, а не дали тие пари ќе им се на 2 или на 150 јазици? Па јас сум за 100 јазичност, не сум за двојазичност. Секој дај Боже да знае 100 јазици на светот за да разговара меѓу себе. Меѓутоа она што сака да се направи, доминант minority, доминантна мањина, значи една етничка група да се издигнува на другите етнички групи. Тоа за мене не е во ред. Тоа за мене не е во ред затоа што бројот на најголемата етничка група во Македонија е еднаков на бројот на останатите етнички групи во Македонија. Имаме ли сен за нив? За турците, за ромите, за бошњаците? Па јазикот е нешто што не обединува. На кој јазик ќе се разберат србин и ромон Македонија? На македонски. На кој јазик ќе се разберат турчин и албанец во Македонија? На македонски. Јазикот не разединува, јазикот обединува. И промената на тоа не води кон фин епилог за Македонија каква што ја знаеме сега. Не може да ме убедиш дека животот на албанците ќе е подобар ако во Гевгели има двојазичност. Ако во Свети Николи има двојазичност. Во Тетово да. И така и во уставот. 20% хева бојрум. И повели дека нема да го менуваат уставот. Многу е битно. Заврши, те молам би сакам да вратам многу. Сакам да разговараме, парламентарен сум, повели. Ова е веќе ова се веќе тоа што вие го сметате за легитимните аргументи. Значи прва работа да ви кажа дека тоа ќе има долгорочен ефект, ви текна да браните држава во услови на најголема криза. Тука е првото. Каква најголема криза сега? Чекај да довршам, те молам. Јас те слушам. Тоа е првиот проблем. Второ, велиш воведување на бинационална држава и на двојазичност. Значи не. А дали ја свакаш контрадикторност? Да седиш тука и да зборуваш колку убава работа е јазикот, колку убаво сите да се разбираме, а да водиш протести кои што се против зголемена употреба на други јазици. Грешка, секунда, против, извини, чекај, може ли да докажам?
Може Ајде, па ја докажи, ајде, пошто си модератор. Значи, одбрани може би барањето на албанските партии. Дискутираме да се браниме да се напаѓаме. Може би барањето на албанските партии се однесува на зголемување на употребата на албанскиот јазик, но не тоа што ќе биде законско решение, ќе биде зголемување на употребата на граѓаните кои што зборат јазик различен од македонскиот. Без разлика дали е српски, турски, ромски, бошњачки или зголемена употребата на српскиот на вистина. Тоа што би сакал да те потсетам, тоа што би сакал да те потсетам е дека во моментот во Република Македонија ние имаме 33 општини кои што се двојазични, имаме 4 општини кои што се тројазични, имаме една општина која што е дури 4јазична. Која е 4јазична? Дали повтори ми, како е Куманово 4јазично? Те молам кажи. Тоа се заедниците кои што имаат право да комуницираат со единиците на локална самоуправа на јазик различен од македонскиот. Тоа е првата работа. Куманово е 4јазично. Втората работа има 5% турци и 3% роми. Цело време изборувате ќе се смени име, ќе се смени вака, ќе се смени. Ништо тоа не може да се направи. Значи нема врска со контекстот во кој што збориме за уставот и за амандманите. Со доброволна одлука моја можеме ние we can speak on English if we like. Со доброволна наша одлука. Зошто да мора да учи бирократ од Свети Николе? Чекам малку се. Чекам малку се. Нели почнав ја да зборам. Ова е втората страна на паричката. Лагите. 5000 евра казна за незнање на албански јазик, лепење на постери пред школи. Дишете ли бе луѓе? Вадење на ученици од часови, ослободување од настава, медиуми присутни пред врати на училишта да ги чекаат оваа пропаганда дека чекај малце дека и вечерва за некој инцидент во Студеничен јас ке сум крив. Дали си сериозен? Дали си озбилен? Кој е организирана машинерија? Тоа што го правите вие да го споредите со шарената револуција? Глупости. Не. Имаме подршка од средношколци. Имаше прето имаше средношколски пленум што си беше срцено движење. На улица. Не може да се споредува ниту еден полицаец не е повреден. Ама не може да се види само заврши работа, Боби, дај, остави да довршам реченицата, човек. Да зборам преска ти ми се убаци. Не, ти заврши со поентата и нема остави да зборам. Заврши добро, ајде, а сега докај сум со поентата? Нема резон, Боби. Од кога почна да протестираш си со никне до поентата. Тоа е проблемот, Боби. Ако имаме модератор да имаме, ако е Пајо модератор, јас со него после ќе седнам некаде и ќе се договориме. Не, ако е идејата да се викуваме како тетки на сред село и да ми кажува кога јас сум завршил, кога он почнал, сори, нема да учествувам во тоа. На вистина, ако збориме за суштински работи, ја збориме. Ако не стварно, утре сме пак ние сме пред судир поради вашата пропаганда. И го трошиш времето на глупости. Праша ги новинарите у болница што беа. Праша ги претепаните деца. Праша ги жандарите на праше Иди праша жандарите на кој е та мелодраматика? 39 жандари повредени, полицајци повредени за време на твоите протести. За време на твоите протести. 8. За време на твоите протести. 8 беа и не беа тоа протести. 8 ли беа? Добро, јас се извинувам. За да ги смириме малку страстите во студиото и на вистина да одговориме на многу суштински прашања, едно по едно без оглед дали некој смета дека треба или не треба да се одговараат, одиме на кратка пауза за реклами, но претходно господин Адамовски само едно објаснување без оглед на од јавната шпица која стои во емисијата и тоа што го рековте, дали е платена или преплатена од никого, да имаше оваа емисија некаква агенда, веројатно вечерва немаше да биде тук. Наши интереси и наша желба беше да ве поканиме и ние сме секогаш отворени, наспроти тоа што првата покана за пресконференција ваша на првиот ден на 28 февруари не ја добивме по ваш избор, не по наш. Но продолжуваме со конкретни прашања по паузата за реклама. Добре дојдовте назад во студиото. Борис Дамовски, Богдан Илиевски, Павле Богоевски и Бојан Маричиć се мои вечерашни гости во топ тема на ваша страна. Не успеавме во првиот дел и затоа ќе ве молам за малку по толерантност и парламентарност. Илиевски, значи да го заокружиме, бидејќи имавте многу упаѓања, равенството, двојазичност, редефинирање, промена на името, па потоа продолжуваме со другите ваши барања. Да го упростам, пошто пак има упаѓања, можда ради импулсивност и емотивност, не е тенденциозно. И да го упростиме, нели, равенството. Двојазична Македонија, бинационална Македонија, долгорочно гледано и најавено во програмата, зголемена
зголемени права на локалните самоуправи со отворена фасцинација кон принципот на решавање на локалната самоуправа во Швајцарија, кантонизација, вовед во федерализација, распад на држава. Мислам дека го упростив наједноставно што може. Кај го имате? Сега комплицирајте. Поголемите надлежности на општините ги има во програмата на СДСМ. Фасцинирањето од уредувањето на кантоните во Швајцарија го има во говорот на лидерот на опозицијата во Берн пред албанската диаспора. Можеби и тој говор бил како што го опиша статусот на Еди Рама пред некој ден Заев, абе видите во кампања е човекот, па сега Занес. Ама можда и Заев тогаш беше во кампања и можеби некој работи ги кажал така, бидејќи бил во кампања пред тие граѓани таму, ама јас ги сватив многу сериозно визави аспирациите да стане најголема политичка партија со најголемо влијание кај албанците во Македонија, нешто што беше повторено како став и пред некој ден. И да, и му успеа бидејќи ја доби силата, легитимноста од македонските граѓани. Уште еден проблем дозволи, ако смеам, бидејќи зборуваме за платформата, пак ќе се заглавиме на некоја точка, ќе се надвикуваме и нема да дојме до суштината. Ние сметаме, бараме да не се изгласа владина програма која не би била одобрена од граѓаните на избори во превод, не е во ред после завршување на избори да се прават некакви политички платформи кои што се создадени ради можеби како што би рекол Зоран Заев, пиар кон албанскиот електорат или пак пиар на Еди Рама кон сопствениот електорат во сопствената земја, бидејќи во време на кампања, па едино таму можел да собере 4 македонци одговорни граѓани кои што имаат партии во Македонија, можеле само во Тирана да седнат на маса. После избори да сервираш ти некаква платформа во која што се бара меѓу другото. Јас немам проблем било кој да е вклучен во групата за преговори со Грција. Не знам која е таа група за преговори со Бугарија, меѓутоа окей, секој македонец без оглед не ги делам луѓето. Имам милиарда пријатели од сите етнички заедници. Ги почитувам максимално. Меѓутоа, платформата сервирана, подметната онаква после избори, сметам дека доколку излезеше таа платформа пред изборите, епилогот ќе беше многу различен. И тоа го знаат сите добро, иако ставот на лидерот на опозицијата дека па сега баш нив најмногу им одговарало да има избори, на никој друг, бидејќи па граѓаните се веројатно воодушевени од оваа платформа. Прво, платформата содржи ставови кои што ги има во програмите на албанските партии. И тоа е нивна кои ставови ги има во програмите на албанските партии? Ако ја погледнете платформата, ќе видите дека и ако ги анализирате изборните програми на албанските партии, ќе видите дека може ли да посочите, ве молам, каков микс од буџетската еднаквост е барање кое што го имаше Дуи. Видите, на улици сега има еден микс на граѓани кои што го имаше Дуи. Меѓутоа ние говориме за владина програма. Не знаеме во моментот што од тоа е составено, е прифатено, што не. Второ, постојат механизми. Ништо во Македонија, почнувајќи од закон за локална самоуправа, зголемена децентрализација, промена на устав заради име, членство во НАТО и ред други прашања, па и прием во ЕУ, ако го има, а вие барате веднаш да го има, значи и тоа пристапување по сојузи веднаш да го има. Се извинувам. Да ги отпочнат преговорите, се извинувам. Кој бара да ги отпочнат преговорите? Ги мешаш платформите сега. Не, ги мешаш платформите. Ваша изјава на 4 март. Каква изјава на 4 март? Ваша изјава. Бараме Федерика Могерини веднаш да почнат преговорите за членство. Точно така, читавме сите нивни ветувања, сите нивни резолуции, бараме да бидат принципиелни и тоа да го испочитува. Без двотретинско мнозинство во меѓутоа требаше да го чуеш во следниот ден. Во ред. Каде што беше експлицитен анти-ЕУ и анти-НАТО Тоа е услови. Ќе стигнеме и до неа. Па тоа е суштина. Се извинувам сега само да го поставам прашање. Бидејќи ништо од ова, навредливо ми е. Бидејќи ништо од ова не може, јас само го цитирав неговото обраќање. Бидејќи се обративте кон мене, ако може да разговарам. Ништо од ова не може да помине без 2/3. Ова парламентарно мнозинство има 67 гласа далеку од тоа. Делимично е точно, сега ќе ти кажам, делимично е точно дека ништо не може да помине без 2/3. Да ве потсетам дека Дуи, кој албанската платформа и договорот тогаш потенцијален, сега реален со СДСМ го нарекоа историски договор за албанците во Македонија. Сигурно не би било историски, доколку е нешто што е веќе имплементирано, па сега ние само правиме мали модификации и долго време заседава нели експерти за устав
нели за уставно право да го толкуваат уставот. И откако видоа дека тешко ќе има 2/3 мнозинство за оваа платформа, тогаш се преиде на планот Б, да се изиграат законите, односно преку нив да се изигра и уставот на Република Македонија, преку кој што досега е уредено, многу фино изричито напишано во единици на локална самоуправа, во кој што има значителен број, односно 20 и над 20% од одредена етничка заедница имаат право на двојазичност во одредена форма дефинирана со закон. Она што во моментов се прави. Буџетските назнаки таму се решени исто така со законот за децентрализација и за локална самоуправа. Она што во моментов се прави на крај на денот, да ве потсетам на далеку сежното гледање за иднината на оваа земја буквално да се намали влијанието на македонците, кои што некој сакал или не сакал, се најголемото население во оваа држава. Најголемото. Одамна сме немале попис, добро е да го имаме и после тоа може пак да збориме, но тој факт нема да се промени. Не може да бидат исклучени. Само што едно прашање, па ќе ви дадам реплика. Да бидат исклучени македонците од одлучувањето за изгледот на својата држава. Платформата создадена во соседна држава, знам дека не ти се свига, ама така е. Платформата создадена во соседна држава е ризик за иднината на Македонија. 15.000 е разликата во гласови. Уште едно прашање, бидејќи велите, бараме од политичките партии да се усвои владина програма, да не се усвои владина програма која не изборите. Што беше поентата на утврдување на разликата на изборите? Самиот колега пратеник на ПАЈО кажа дека 70.000 гласови на албанците биле инкорпорирани во тие 436 Не се уопште Зошто ги девалвираш? Не се ги девалвирам. Не е точно дека ги девалвирам. Не е точно дека ги девалвирам. Не е точно дека ги девалвирам. Ти ги девалвираш гласовите на македонците. Девалвираш гласовите на македонците. И борете. Не можеше само да победи само со гласови на македонци, реши да се отвори. Секоја пачи. 25 партии има во ВМРО-ДПМН, околу 20 има во СДСМ, сите ги обединуваат сите етнички заедници и никогаш не можеме да ги измериме гласовите. Јас не ги мерев. Јас не ги мерев. Ги мереше вашиот бивш колега сега пратеник. Јас не ги мерев. 70.000 е бројка која што он ја кажа, не јас. Да не помислуваат на владина програма која не била усвоена на избори. Не би била усвоена на избори. Не би била. Точно. Излезете на избори и кажете, ние сакаме на платформа ќе се качиме, ние се нема да кренеме во која изборна платформа, во која изборна програма или владина програма имаше амнестија на хашки случаи? Јас тоа сакам да прашам. 2011. Сакаш да го потсетиш за враќање на назад? Прашањата што не ти се допаѓа. И дај ми после шанса. Чекај, дали Ибре, јас сум гласал хашки амнестија на хашки случаи. Што ги браниш кого се обраќате, кој беше ги браниш гласот? Јас се бранам Македонија, јас го бранам изгледот на Република Македонија. Ова е протести за криење на криминал. Граѓаните на Република Македонија. Немојте да ми се обраќате дека сум адвокат нечи. Не сум адвокат ничи. Јас барам ваш личен став. Личен став по како личен став се за хашки случаи избори. Се наоѓаме точно на место за хашки случаи. Да викаме. Ајде за БРМ да збориме. Се договоривме дека нема да сме сериозни. Ама вие не представувате да зборите по рекламите. За БРМ да се договоривме за време на рекламите дека нема да подметнуваш. За територијална реорганизација да збориме. Не можам да дозволам. Дозволи еве за ајде се држање на збор. Хашки случаи. Ајде за рече дека нема да викаш. Пардон. Рече дека нема да викаш. Рече дека нема да подметнуваш. Рековте дека нема се прекинуваме, ќе ги само прекинав кога викна Пајо, а ти почна да подметнува воопшто, тоа е твое толкување тамо. Како не рече? За 70.000, а тие као помалце вредни да се. Па да, токму тоа значи вашето. Како ме токму тоа значи? Има ли шанса 3 минути да зборуваме? Не се почитува волјата на мнозинството. Чекај, само на мнозинството. Да се задржиме на вештините. Него не сме да се исклучи мнозинството. Господинот Маричич. Дозволете 3 минути. Вие со тоа што имплицирате дека некој смеел да гласа, а некој не смеел и дека се помалку вредни.
Па што има врска дали биле 7 прво како може да знаеме дали се 50 70 дали македонците што гласале дозволете еве да чуеме Дозволуваме. суштинскиот проблем и разликата меѓу овие протести сега и она што беше со шарената револуција е во обединувачката сила на шарената револуција наспроти омразата и поделбите што ги произведува. Не велам дека можеби ви е тоа намерата, еве дозволувам да не е тоа намерата. Меѓутоа резултатите се Фала што ми дозволува почитување на нашиот договор за време на рекламите. Како ова вие двајца што го правите сега? Како е тоа почитување на нашиот земам збор? Добиете сите збор. Ќе добиете сите збор. Доседно ми е да го слушам. Ајде. Сериозно си ми доседен. Па и ти не си нешто интересен. И ако ова е за вас демократско постапување, а ова ви вера господин Адамовски, јас ќе видам ја земам збор во емисијата и мислам дека е ферски да се сослушаме, ги слушам цела вечер. Да те сослушаме па да се слушавме. Ќе видам колегијален да се соборат. Момци од Канвас. Тука сме повелете на улица кога сакате може да Канвас или КГБ се, што да. Бевте најкоректно поканети и мислам дека сите прашања беа коректни. Меѓутоа неговите подметнувања не може да ги поднесе. Ја ништо не подметнувам, извинете, не дозволивте ништо да кажам. Ви благодарам на гостувањето и на тоа што не останавте до крај да ги слушнеме и останатите прашања. Значи, господата Борис Дамовски и Богдан Илиевски ја напуштија вечерашната дебата. Им благодарам за учеството до сега, а за нивниот чин судете сами. Продолжуваме со останатите двајца гости, иако сега секако ова ќе има сосема поинаков тек. Видете, мене искрено не ми е драго што напуштија, не знам зашто го направија тоа, да дигнаа тензијата за да напуштат, не дозволија да ги кажеме некои работи. Мислам дека е тоа суштинскиот проблем на нивната иницијатива и тоа имав намера да го кажам и пред нив. Фактот што се третираат одредени гласачи без разлика дали се македонци или албанци кои што немаат право да формираат мнозинство од 67 пратеника, затоа што не се мнозински или според нивното толкување не се мнозински, а во суштина 67 пратеника ги одразуваат волјата на мнозинство македонци и албанци, граѓани на Република Македонија. Тоа е едно раслојување и поставување на некои предодредени луѓе или партии да владеат, дека без нив нема влада, а другиве кои што не смеат да направат влада од X причини. При тоа, сакав да му одговорам и на Богдан, дека сите нивни предпоставки кои што ги извадија тука се неточни и недокажани, дека се подготвува кантонизација, дека се подготвува поделба на државата, бинационалност. Дека децата ќе мора да учат албански. Тоа се се извини Павле. Значи тоа се се непотврдени тези заради кои што не можеме да ги видиме дали се точни или не, бидејќи се уште не ја знаеме владината програма. А владината програма не ја знаеме затоа што Ѓорги Иванов не дозволува да има мандатар кој што во собранието би ја представил владината програма и кој што би можел да даде шанса на пратениците, на граѓаните, на медиумите да ги дискутира темите од новата. Едно од моите прашања, бидејќи беа споменати тие казни од 5000 евра, беше и фактот кој што сега не е фер да споменуваме дека дел од гостите рекоа дека не го знаат, а тоа е дека во сегашниот кривичен закон повредата на правото на употреба на јазикот и писмото во член 138 се казнува дури и со затворска казна од 3 месеци до 3 години во зависност од тоа дали го врши делото некој лице, институција, овластено лице или правно лице или така натаму. Богоевски, што од тоа што досега го имате на увид, да разјасниме работи, верем, што од тоа што досега го имате на увид од она што се договара, навистина содржа тие, особено законот за јазик, што очигледно најмногу ги подгрева тензиите. Неколку работи би сакал да потенцирам тука. Прва работа, сите лаги, манипулации и извртувања во однос поготово на употреба на јазиците, во однос на унитарноста на Македонија, ќе паднат во вода или ќе се потврдат во моментот кој ќе искочи владината програма, која што треба да биде гласана во собрание. Како што Бојан каже, таа владина програма се оформува по доделувањето на мандатот и собранието треба да ја гласа. Затоа е пречката.
Затоа е протестирањето, затоа е недавањето на мандатот. Бидејќи се додека не се добие мандатот и се додека ние како претеници не разговараме по одредена предлог владина програма во собрание, се сведе на шпекулации. Тоа ако некој функционер на некоја партија кажал дека сака да има парични казни за неупотреба на албански јазик или на кој било друг јазик, тоа се негови лични желби, тоа се желби на неговата партија или на тие партии. Тоа не значи дека ќе влезе во програмата и не дај Боже дека ќе влезе во конкретен закон. Тоа треба да пројде низ пратениците. Тоа е едната работа. Унитарност. Видете, унитарност е нешто што е многу сериозно. Унитарноста ни е основен тенор на нашата уставотворност. Тоа претпоставува дека во нашата држава има само една власт, која што во случајов е поделена на три: законодавна, извршна и судска. Во практика, зборот Република Македонија е унитарна држава, значи дека имаме највисок суд под кој што ги организираме пониските, имаме собрание кој што ги дефинира прописите, односно законите, и сите други мора да постапуваат согласно тие закони. Имаме влада како највисок извршен орган која што управува со државата и има огромна улога во управувањето со општините. Тоа е унитарност. Усогласеност во владењето, применување на една политика која што би требало да биде во насока на подобрување на состојбите во државата. Тоа што вела дека унитарноста е позагана, нема никаква врска со реалноста и не може да има да биде доведено под знак прашање. Значи Македонија е унитарна држава и секогаш ќе продолжи да биде унитарна држава и тука не сме да има место за разговор. Понатаму, беше нешто спомната во однос на пропагандата. Тоа го реков на почетокот. Значи, прво да има голем револт, кој што, за жал, сега само ми излета на површина, во однос на смешноста и контрадикторноста на тоа што бранителите на државава, наводните бранители на државава, а всушност бранители на криминални интереси на партијата што доскоро беше на власт, го промовираат во јавност. Тие промовираат идеи кои што звучат прекрасно. Ние сме за здружена, заедничка Македонија, ние сме и за албанците и за така натаму, а во суштина нивната политика е спротивна на тоа што го пропагира. Дали Република Македонија во моментов е двојазична? Нека си одговори секој со различно прашање врз основа на сегашната рамка што имаме. Законот кој што беше договорен уште со рамковниот договор као концепт што беше донесен од 2008 година. Не може да станеме помалку двојазични или повеќе двојазични без промена на уставот. И тука е фактот. Што и да сакаме да направиме, не може тоа да се случи. А дури и СДСМ, ДУИ, БЕСА, ДПА, СЕЛА и јас лично, дури да ја имаме таа скриена најцрна агенда која што ја шпекулираат, која што ја ставаат во пропаганда и ја лажат, тоа не може да биде реализирано, бидејќи Република Македонија, колку и да не мислат барем формално е демократија, има механизми за заштита на уставната и тие механизми не подразбираат повикување на ноќ на долги ножеви. Тоа е проблемот со ВМРО и со нивната пропаганда. Им се истрошија дури и правните лекови во системот кој го силуваат 10 години. Сега се отворено против уставни и мора да одат со оваква наратива. Затоа нема друг избор. Затоа протестите на улица и измисленото бранење на јазикот, унитарноста кој што се под непостојашка закана е единствената карта која што му остана на Никола Груевски. Унитарноста не ни е по закана, јазикот не ни е по закана, Македонија не ни е по закана. Слободата на Никола Груевски и на злосторничкото здружение е под закана и тука треба да бидеме реални. Ќе одиме со завршните констатации по уште една кратка пауза за реклами. Останете со нас. Добре дојдовте назад во топ тема на ваша страна. Павле Богоевски и Бојан Маричик останаа сами во студиото. Борис Дамовски и Богдан Илиевски од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија го напуштија студиото. Многу прашања останаа неодговорени, вклучително и околу клучните нивни барања. Прашања кои што беа поврзани со контроверзии или нејасноти околу тоа како ја поврзуваат двојазичноста со редефинирањето на Македонија, како се бара за платформа за заедничка Македонија, а во меѓувреме се исклучуваат припадници на други етнички заедници, или пак прашањето околу тоа дали и од кого ја имаат поддршката, со оглед на тоа што можевме да видиме дека, например, на дел од нивните протести се и дали ја имаат поддршката од дел од институциите, бидејќи имавме можност да видиме на дел од протестите кои што ги зашто снимки има и на нивната официјална Facebook страна, се палат така наречени бакли на врвот на триумфалната капија, а дотаму пристапот се знае каков е и по кој протокол и кој го дозволува или не го дозволува. Но сепак изборот беше нивен.
од она што Богоевски остана како едно обвинување до вас, можеби индиректно и до мене, беа обвинувањата за добро истренирана канвас екипа. Нема да навлегуваме во толкувањата што сето тоа значи, а тоа се надоврзува со сето она што се пишуваше и околу вас деновиве. Сегашниот пратеник, шарениот револуционер, со американски пари креваше револуција во име на СДСМ. Да ги скратам сите текстови во една реченица. Многу кратко би сакал да опфатам на тој. Жал ми што не можеме дебатно да продолжиме дискусијата со другите двајца гости кои замина. Значи да, големената кампања е дека логиката која што ја прават. Значи јас бев 3 години вработен во Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во ЛГБТ центарот за поддршка. Тоа не е никаква тајна. Јас сум многу горд на тие 3 години, тоа се најубавите 3 години од мојот живот. Проблемот е што тие прават следната врска. Хелсиншки комитет како организација соработува со USAID и со Фондација Отворено општество. Јас земам плата од Хелсиншки комитет. Јас сум донирал пари за кампања, не за партија, на СДСМ. Значи, моите пари, усвари странски пари, преку мене влегуваат во кампања. Неколку работи би сакал да разјаснам. Прво, во моментот кога било кои пари ми се исплаќаат врз основа на работен однос, тоа не се ничии американски и европски странски пари, тоа се мои пари што сакам можам да правам со нив. Втора работа, јас престанав да работам во таа организација 3 месеци, 4 месеци пред да бидат изборите и пред да почне кампањата. Сите пари кои што сум ги донирал се одамна откако јас немам никакви финансиски односи со Хелсиншки комитет. И најзначајно од се, денеска ги измалтретирав луѓето и ги замоли во текот на мојата цела кариера да пресметаат колку пари сум земал јас точно на име на плата и на име на било што. Тоа се лични податоци, нема да ви соопштите. Не, би сакал бидејќи ме напаѓаат. Видете, ваш избор. Видете, да, ова е право на приватност и малтретирање ми. Нервирање ми е тешко и ми смета. Но да се соочим, јас сум сега пратеник. Во Собрание на Република Македонија сум јавен функционер и треба да бидам подложен на поригорозно испитување од страна на јавноста. Пеки, немам ништо да крием. Тоа е стандардот кој што го баравме од ВМРО да помне. При крај сме ваш избор, соопштете доколку сметате дека е потребно. USAID, односно од американците кои што ги зборуваат, во текот на мојата кариера преку Хелсиншки комитет немам земено ни еден денар, ни еден цент. И тоа може да се провери слободно. Понатаму, преку ФОМ, Фондација Отворено општество Македонија, исто така немам земено ниту еден денар на име плата преку Хелсиншки комитет. Имам земено од меѓународната организација Отворено општество за време на периодов со бегалците. Ако тоа го поделиме во текот на целата моја кариера во Хелсиншки, јас имам земено 3673 денари месечно од изворите кои што не ги обвинуваат. Значи, ако целата оваа платеничка револуција ја сведуваат на 3600 денари месечно, да му се сневиди, ја мислев дека многу поголеми пари се уиграат, така зборуваат, кажете ми ако пропуштам нешто. Меѓутоа, тоа е помалку значајно. Благодарам што ми дадовте можност да се оправдам за ова. Бидејќи мислам дека функционерите треба да се правдаат кога ќе бидат нападнати во јавноста и тука нема ништо да бидат отчетни. Да премине, немаме време на при крај една од пораките кои што ги се упатуваат од протестот, гостите не се тука да ја објаснат, дека тие се сега оградата меѓу собранието. Се уште ситуацијата е неизвестна, не знаеме што значи она сценарио Б, сценарио С или сценарио Б, сценарио В. Сосема накратко, ваша проекција што може да се случува, бидејќи сте и пратеник кој што не почнал да ја работи својата работа. Да. Тоа, верувајте, на мене ми е многу голем проблем, дали поголем од тоа што се презентира во јавноста. Прва ствар, втора работа. Мора да имаме предвид што точно беше моментот кога Иванов одлучи да не го даде мандатот на Заев. Значи, до тогаш беше фаза на политички преговори помеѓу две или повеќе партии за формирање на влада, односно за собирање на потписи потребни за мандат. Како таква, таа фаза беше дискрециона, беше потајна. Дали јас се согласувам со тоа или не се согласувам, факт е дека тие се чувствителни политички процеси и да, мислам дека требаше да бидат такви. Тоа остави еден простор од 2 недели за ВМРО ДПМН и за господата кои што викаат дека немаат никаква поврзаност со нив, да бидат единствени кои што во јавноста ја презентираат својата приказна. Нас не немаше, бидејќи ние бевме окупирани со, односно луѓето кои што беа задолжени за тоа беа окупирани претпоставам со преговарање и водевме сметка за чувствителноста на процесот. Јас еден статус се дрзнав да пишам кој што беше малку посмел, па беше вртено цел ден по сите режимски телевизии и имаше реална опасност да наштети на преговори. Сега,
И ние дојдовме до ситуација каде што имаме висока општествена тензија, имаме отворено уставен председател и како што реков на почетокот, имаме одреден дел на луѓе кои што сериозно веруваат дека државата и унитарноста им е под закана. Кај е разликата помеѓу сега и шарена револуција? Шарена револуција и сега стојам на тоа дека идеалистички сме во право. Сега го имаме правниот легитимитет позади нас. Доколку во шарена револуција се случеше нешто и по некоја случајност ние тогаш влезевме во собрание на еден или на друг начин, не беше прашањето дали можеме и дали ќе успееме. Прашањето беше што ќе правиме кога ќе стигнеме. Ние сме тие кои што немаат парламентарно мнозинство. Ние ќе бевме тие кои што се во пуч. Сега зад нас стојат 67 од 120 претенденции во собранието на Република Македонија. Нема никаков сомнеш во легитимитетот на програмата што ние представуваме, на концептот за едно општество кое што го представуваме ние. И мислам дека сега ќе биде потребно, овака, се надевам дека нема од другите денови да напуштаат студио представниците на другата страна, ќе биде потребно во јавност да ги судриме ставовите. Мора луѓето во Македонија да видат што точно представува тоа што ние го залагаме како програма, што точно е тоа што они го зборат треба и да се издискутира, да се дефинира и да се објави. Сосема уште 15 секунди немаме време. Мораме да имаме предвид дека сега ние имаме отворено противуставна влада, отворено противуставен председател кој што изврши државен удар и ние седиме со скрсени расте бидејќи сето тоа не е нормално. Не може да биде нормално. Мораме да се ангажираме секој да се интересира каков е точно проблемот и да видиме што подготви да направиме во врска со тоа. Маричич, може ли накратко да се крокира патот што може да се очекува, бидејќи без мандат се друго што би се извело е на климави правни нози? Апсолутно. Мислам дека тоа беше и целта на Иванов, да предизвика уставна криза и уставен хаос со тоа што ќе одлучи дискрецијски да не го даде правото на човек кој што приложи подписи од 67 претенденции за поддршка на владата. Јас се уште верувам дека ќе проработи разумот кај Иванов како што проработи минатата година по притисокот и од граѓаните и од меѓународната заедница за тоа што премногу опасна игра се игра за делегитимирање на сите институции во Македонија. Локалните избори ќе се одложат, со овој потек и Иванов и со претходните потези е делегитимиран, значи ќе има една цела криза на институциите која што го допира своето дно. Затоа, но тоа секако не значи дека треба парламентарното мнозинство да чека. Има варијанти за избор на телата во собранието, председател на собрание. Тој процес треба да тргне, сепак тие се на сето ова на електризирана атмосфера присутна вечерва и во студиото отежнува се. Бидејќи се чини дека отежнува многу, но суштината според мене е дека Македонија не е вистински загрозена од меѓуетничките прашања, како што се обидуваат колегите, соговорниците да прикажат, иако им жал ми е што напуштија, туку во суштина Македонија е подзакана од таков тип на дестабилизација кој што може да предизвика комплетна делегитимација на институциите и на тамошни проблеми, а се со цел да се дерогира работата на СЈО, да се сопре процесот на отворање на одговорноста на сите функционери кои што започна со Пржинскиот договор. Ова сега е токму тоа. За жал е спакувано во една многу лоша обланда меѓуетничка која што има веќе лоши импликации, но мислам дека граѓаните се доволно мудри како што беа до сега и дека ќе останат доволно обединети да не потпаднат на какви било провокации. Инаку уште еднаш искажувам дека ми е жал што напуштија, затоа што ќе можевме до крај да издискутираме барем неколку работи. Богоевски, сосема накратко за крај, како пратеник, колку ова наелектризирана атмосфера ви ги отежнува калкулациите околу следните потези? Ова електризирана атмосфера резултира со тоа да не можеме да влеземе во собранието и да почнеме да се вршиме работата. Да имаше други процеси, преговори и така натаму, меѓутоа сега е проблем. Мораме да се фокусираме напред, Боби. Тоа е моето мислење. Историскиот контекст и така натаму тоа е подложено на историски дискусии. Дај да видиме кои се приоритетите за Република Македонија како држава. Сакаме да видиме Македонија во Европа или сакаме да видиме Македонија свртена кон антиката? Дали кога викаат чиста Македонија мислат Македонија на македонците или мислат за чиста партиска Македонија? Тоа е второто прашање. И дали треба да завршиме со контрадикторноста да Македонија е држава каде што Бетмен го брани криминалот? Значи дебата е сепак потребна, но
треба и услови за неа. Ви благодарам сепак што бевте мои гости, благодарности до гостите што се отидеа барем за тој дел што беа овдека, иако многу прашања до нив останаа неодговорени. Борис Дамовски и Богдан Илиевски ја напуштија од Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, ја напуштија вечерашнава дебата. Од мене само појаснување дека Телма не крие од кого е поддржана оваа емисија, но тоа воопшто не ги менува нејзините ставови дека ова студио ќе биде отворено за сите и тоа беше и намерата вечерва да се отвори суштинска дебата. Напротив, са водени од таквата намера, дури и излеговме од вообичаениот нов концепт на топ тема на ваша страна, чувствувајќи дека навистина ни е потребна конкретна и суштинска дебата. Меѓутоа, се случи тоа што се случи. Очигледно, многу услови за такво нешто се уште не се исполнети, наместо разбирањето доминира исклучивоста. Имајте пријатна вечер и останете со програмите на Телма.